5 тунели, 2 галерии, 12 мостови или вкупно околу 40 на објекти. Автопатот Скопје-Блаце за 3,5 години од сега ќе биде реалност. Избран е конзорциум кој го предводи домашната компанија Гранит за изградба на овој голем инженерски потфат. Ова е сигнал за целиот градежен сектор во Македонија и за целата држава дека можеме да градиме големи инфраструктурни проекти, објави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Градежните активности започнуваат уште ова лето. Проектот Скопје-Блаце е исклучително комплициран проект. На него имаме 5 тунели, имаме 2 галерии, 12 мостови или вкупно околу 40 објекти заедно со помалите објекти. Тоа е еден голем инженерски потфат, голем градителски потфат. Но ќе докажеме дека како држава можеме да работиме големи проекти. Планирано изведувачот да го заврши овој проект во рок од 3,5 години и за најдос на 3,5 години да имаме автопатско поврзување од Скопје до Блаце, односно од Македонија до Косово и до Црна Гора. Почетокот на изградбата на автопатот Скопје-Блаце вице-премиерот ја објави по средбата со директорот на Европската банка за обнова и развој Фатих Туркменоглу. Овој коридор е исклучително значаен затоа што Македонија ја поврзува со Косово, но и со Црна Гора. На дневна основа многу патници поминуваат по него, а со поврзувањето и со Косово и со Црна Гора се отвора уште едно пристаниште за македонскиот бизнис, за македонското стопанство, тоа е пристаништето во Бар. Драго ми е што во соработка со Европската банка за обнова и развој успеавме да го завршиме овој процес, да избереме изведувач кој што сега треба да почне да работи на терен. Би сакал да се заблагодарам за поддршката на Европската банка за обнова и развој. Исто така би сакал да се заблагодарам на премиерот Христијан Мицкоски, без кого што вака големи инфраструктурни проекти не може да се работат. Интензивно се работи на автопатот Кичево-Охрид. Најавите се дека оваа автопатска делница ќе биде готова најдоцна до првиот квартал од 2027. До сега се пуштени во сообраќај 34 од вкупно 57 километри автопат. Во напредна фаза е изградбата на автопатската делница Гостивар-Бокојчани. Двете делници кои ги гради Бехтел и Енка од Тетово до Гостивар и од Гостивар до Бокојчани треба да бидат готови до 2029 година. Додека пак првите километри од новиот автопат Прилеп-Битола, кој се гради со забрзано темпо, ќе бидат пуштени следната пролет.